Во 1928 година во близина на црквата е подигнат крст и го носи името Света Тројца. Иако желбата била голема, жителите од село Љубодрак не успеале во тоа време да подигнат црква. Бидејќи е се уште село во кое нема црква, во мај 2012 година на иницијатива на местното население се формира црковен одбор и се започнува со прибирање на средства. Со помош на собраните средства и донации од страна на местното население и приватни компании, црквата однадвор е речиси завршена, но внатрешноста не е ни почната. Поради тоа, жителите на Љубодрак упатија апел за донации до сите хумани луѓе кои сакаат да помогнат за да може црквата во целост да биде завршена. Се собраме во село и формираме црковен одбор кој почна со прибирање на средства. Акција добро течеше, прибраме прилично добро, доста средства парично од мештани. Тука се јави еден спонзор, Пера Карабин, од Куманово, може да му се заблагодарам на него, бидејќи тој беше главен која водеше црквата. Внатре е измалтерисана благодарение на владика Кумановски, кој ни помогна, испрати мајсторите и извршија малтерисување внатре. Основата на црквата е 146 метри квадратни, височина до крстот изнесува 12 метри. Селото Љубодрак е формирано во 1919 година и во него живеат жители од македонско и српско потекло. Желбата на жителите да добијат црква е голема и со надеж барем да биде направена кога селото во 2019 година одбележува 100 години од неговото формирање. Може би 100 пати сум влегол во некоја куќа барајќи пари. Веќе осетив дека луѓето не се во можност да дадат пари. Па би сакал да испратам апел преко ваша телевизија К3 на сите христијани од Куманово и пошироко, колку се во можност да ни помогнат со парични средства, да ја привршиме, внатре да ја насликаме, бидејќи има многу за сликање, околу 300 квадрати, а сликање знаеме дека е доста скапно. Иконостас да се заврши, подол да се заврши, значи сега доста се потребни пари. За тоа да завршиме сигурно ни треба 40 до 50 илјади евра, а село нема многу што да го направи. Во Љубодрак живеат околу 750 жители и има околу 140 модерни современи куќи.